на България си ти, бе! Още са българи! Уште не се средија впечатоците од Благоевград, а граѓанското здружение што го отвори клубот Никола Вапцаров во Бугарија заминува во ликвидација. Аз не знаех, сега ми става известно, че нашето дружество е прекратено. Одлуката е правосилна од првата половина на месецов, а основата е случај отворен од јавното обвинителство во Благоевград со тврдење дека целите на граѓанското здружение за заштита на основни индивидуални човечки права, регистрирано во 2019 година, се спротивни на бугарските устав и закони. Независно од судските одлуки, градоначалникот на Благоевград вели дека отворањето на клубот Никола Вапцаров било приватен чин. Кога ќе се отвора државен културно-информативен центар? Със сигурност, когато бъде официален клуба, бих искал да присъствам и ще присъствам. Што се случи во, после, но и пред Благоевград? Политичарите влегоа брзо, новинарите чекаа еден час. Такво добре дојде на граничниот премин Делчево Лисичково добија патниците тргнати кон Благоевград, местото на отворање на клубот Никола Вапцаров. А и странците и домашните во центарот на градот ги чекаше силно полициско обезбедување. Беа таму за да ги двојат демонстрантите собрани против граѓаните дојдени за настанот во малата просторија сместена во приземјето на зградата со број 14 на улицата Димитар Димов. Добронамерниците беа пречекани со колачи, а на трпезата имаше и лепче. Присутните едва и успеваа да ги слушнат говорите, додека од непосредна близина на звучник ечеа бугарски песни. Ние не искаме да съдим никого. Ние просто искаме да сме равноправни като останалите граждани. Искаме да можем да се наричаме македонци без да бъдем обиждани, да можем да се събираме и творим без страх. Дел од гостите само се заблагодарија на поканата, а дел ја искористија можноста да кажат дека дошле за поддршка. Надам дека во иднина она што е нормално да се отвараат клубови кои што ќе поврзуваат, а ние имаме многу заедно со бугарскиот народ и дека вакви ликови кои што не поврзуваат ќе бидат имиња и на бугарските клубови во Македонија, а не како сега да ги сваќаме како провокација. На улицата пред клубот тешко можеше да се разликува кој е дојден за поддршка, а кој за провокација. Од спротива беа присутни помал број поддржувачи на бугарската ВМРО БНД. Меѓу новинарите пак се појави човек што се представи како наследник на Вапцаров и се обиде да му подари книга на лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски. И тук всичко е дадено, написано, това е особено, последната страница си е написано, това е ръкопис на Никола Вапцаров, тук пише какъв е, що е, кой е. Се ви дадам и аз една книга од нашата македонска историја што е написал Никола Јонков Вапцаров за Македонија и неговиот македонски идентитет. Следниот пат ви ветувам дека ќе ви дадам книга. Клубот во Благоевград немаше да се отвори без помошта од македонска организација од Канада која негува анти-НАТО, анти-САД и анти-ЕУ ставови. Па го прашавме лидерот на опозицијата дали му пречи што меѓу финансиерите на настанот е такво здружение. Не, иднината на Македонија е во Европа и очекуваме така, бидејќи се наоѓаме во Европска унија, така и да се однесува европски и да го почитува овој клуб и да ги почитува македонците во Бугарија. Ви благодарам. Оние што присуствуваа на отворањето на клубот потоа тргнаа да положат цвеќе на повеќе споменици во центарот на градот. Но попат почнаа инциденти. Крвец, предатели, родостъпници! Какво ще стане, бе, Мицкоски, предател? Неми мафте со раката. Предател на България си ти, бе! Още са българи! По интервенција на полицијата толпата се расчисти, а поворката продолжи и положи цвеќе на споменикот на Димитар Благоев, по кого е именуван градот. Дојдовме за поддршка и верувам дека по ова ќе се охрабар повеќе луѓе да можат слободно да се ги практикуваат своите права како македонци и од друга страна мислам дека ова може да придонесе за да се спроведат пресудите кои што ги има добиено македонските здруженија во Бугарија. Со венците и цвеќињата враце, граѓаните сепак не успеа да стигнат до споменикот на Гоце Делчев. Таму протестираше европратеникот Ангел Џамбаски со своите поддржувачи. Поради безбедносниот ризик, полицијата не дозволи да се оддаде почит и на ова место. Цвеќињата останаа на неколку метри од споменикот, а гостите се упатија на последната локација. Се смири атмосферата и во центарот и пред клубот.
Трябва да се погаждаме, да се разбираме. Ние имаме роднини в Струмица, ходихме си на гости, те идваха при нас. За какво трябва да има скандали? Вам ви пречи, ви смета ли отворањето на овој клуб? Не. Той е в съседната до нас кооперация. Изобщо не ни пречи. Стига да е тихичко всичко, да няма скандали, да няма побоища. Ваше е знамето? Да, наше, да. Секој ден стои тука само или сега поставите? Не, когато за празници ги слагаме. За празници, иначе всеки ден не може да стои, защото... Кој празник е денеска? Днеска е неделя. Неделен ден, хубав ден за това. По настанот во клубот останаа неколку луѓе. Меѓу оние што ги средуваа впечатоците релативно задоволен беше Јанко Бачев од Единствена Македонија. Тоа е вообичаено при вакви настани. Тоа беа поединечни изолирани инцидентни, а додека се движеше поворката од тука, од клубот до црквата, видов многу луѓе кои што седеа околу во кафане, во кафиче, видов кај нив една воскит, една поддршка им се гледаше во очите на луѓето. Но еден од основачите на клубот и на организацијата што стои зад клубот, Граѓанското здружение за заштита на основни индивидуални човечки права, тогаш објави дека регистрацијата им е поништена. Аз не знаех, сега ми става известно, че нашето дружество е прекратено. Прекратено е по законен ред от съдебен орган. Но прекратяването не е легитимно, поради това, че ние имаме 15 други искания, които също така са прекратени от българските съдилища, но в Европа те са отхвърлени. С други думи, ние като европейци, като жители на Европа, като жители на България и оттам жители на Европа, ние считаме, че са накърнени европейските правила за обществен живот. Според проверките што ги направи 360 степени на страницата на Бугарскиот централен регистар, пишува дека Сдруженијето е во ликвидација. Последен документ во влошката на Сдруженијето е судска одлука која датира од втората половина на месецов. Не бевме во можност да извршиме увид во документот, но известно е дека станува збор за правосилна пресуда по предмет почнат од тамошното обвинителство. Овој државен орган уште во 2019 година се жалел на тоа што Централниот регистар го впишал Сдруженијето. Уште едно непријатно прашање за организаторите беа антизападните гледишта на дел од нивните донатори. Тие, които ни подкрепят, ние сме им благодарни. А това те какви позиции заемат в света е второстепенно. Ние не бихме искали да участваме в тия спорове. Од каде доаѓаат парите за настанот не беше важно и за поранешната пратеничка Лилјана Поповска и други лица кои дадоа поддршка. А некои од жителите на Благоевград не ни знаеа што се случува во нивниот град. Не знам, с Чамбаски аз не го познавам, не познавам и партията му. Кои са, какво искат, не мога да ви кажа. Мисля, че трябва все повече клубове да се отварят, за да може действително да се сприятеляват народите, защото ние сме си един народ. Просто така отварят, ама това Македония си е държавата. От кога не е, от вчера. Настанот или настаните во Благоевград ги игнорираа и македонските и бугарските политичари од извршната власт. Општинската зграда се наоѓа на плоштадот во Благоевград, во близина на театарот Никола Вапцаров, еден од спомениците каде денеска беше положено цвеќе. Токму Советот на општината е меѓу првите кои со декларација се спротивставија на отварањето на културниот центар, оценувајќи го како провокација. Од градоначалникот побаравме одговори дали и тој е на истиот став, дали до него стигнало официјално барање и зошто е спорно отворањето на Македонскиот културен центар Никола Вапцаров. Градоначалникот Илко Стојанов, кадар на партијата Има таков народ на Слави Трифонов, не прими во неговиот кабинет. Според него, важно е што настанот поминал без поголеми инциденти. Общинският съвет е различен орган от кмета на общината, но това, което извадиха като декларация, наистина е техното произнасяне. Тоест, това вече го решава Общинския съвет. В моето изявление, както казах и преди малко, и искам да го подчертая, аз наистина
Благоевград е община, която работи по чудесен начин с много македонски общини. Единственото, което искам и аз като кмет, е да бъде спокойно, да не вкарваме омраза, а напротив да градиме мостове помежду си. Стојанов вели дека е за отворање на културно-информативен центар во Благоевград, но тој да биде официјален, како што најавил премиерот Димитар Ковачевски. Със сигурност, когато бъде официален клуба, бих искал да присъствам и ще присъствам. И наистина трябва преди това да поработим върху локацията, да намерим място, което да бъде удачно. Тук вече може да помогне и българската държава, когато стане по съответния официален ред. Пред заминување уште еднаш ги поминавме жешките места на денот во Благоевград. Цвеќињата во близина на споменикот на Гоце Делчев веќе беа отстранети. Кај споменикот на Димитар Благоев недостасуваа само лентите со посвета. На Димитар Димов број 14 не испратија преостанатите новинари, една полициска патрола и оштетените букви на името на клубот со цитатот од песната Земја на Никола Вапцаров.